Механизацијата на градежната фирма Стоименов денеска излезе на терен и ја доасфалтираше улицата Стамен Манов во Ромското мало. Асфалт доби крак во должина од 152 метри и широчина 5 метри. Поставени се вишњаци, тампон и денеска би требало да завршено. Значи средствата се обезбедени од владата на Република Македонија, дел и дел од средства од буџетот на општина Кочани. Износот е околу 1.700.000 денара. 1,5 милиони се од буџетот на РМ, од владата на Република Македонија, преку програмата за финансирање декада на ромите, останатите средства се од општина Кочани. Со асфалтирањето на овој крак завршуваат активностите за асфалтирање на улици во Ромското мало. Со ова завршуваме, наредна година имаме други проекти, сега спремаме, тоа ќе видиме што ќе биде, ќе тражиме финансиери да ги работиме и другите улици што не се асфалтирани. Што се однесува до асфалтирањето на планираните 10 улици во општината со кредит добиен од Светската банка, Илиевски ни изјави: Улицата Јанка Стоименова во насел Боризари е спремана за асфалтирање и со разговор со извидувачите таа некаде околу 20 септември треба да се асфалтира. Моментално на македонска 15 македонски Разловечко во стание негде пола е тампонирана и спремана исто за асфалтирање, меѓутоа ќе се чека тие уедно да се асфалтират, да се спрема и Разловечко и 15 македонски. На Пиринска се работи на подпорни зидови, на февруарски поход е отпочнано да се работи атмосферска канализација и подпорни зидови. Завршија се подпорните зидови на Димитрија Лазаров улицата. Таму денеска или утре треба да се пушти да се порамне терен и да испитаме тоа тло дали ќе одговара носивоста на земјиштето и само да се дотампонира или пак ќе мора да се копа цел слој на земјата за да ставаме тампон. Мислам дека ќе се отпочнуваат и со атмосферска на Пиринска дали во петок, дали во понеделникот. Важно тука ќе почнеме со Пиринска за почнеме со атмосферска канализација. Активностите за асфалтирање на улиците се очекува да бидат завршени до крајот на оваа календарска година, со што планираните 10 улици, од кои 9 во градот и една во населбата Оризари, целосно ќе бидат завршени.